Препукувањата помеѓу власта и опозицијата околу укинувањето и неукинувањето на додатокот за трето дете во голема мера ги збуни граѓаните кои следствено на тоа различно ги коментираат законските измени. За едните додатокот за трето и четврто дете го потикнало наталитетот, за другите не дало никаков резултат бидејќи во последните неколку години се евидентира негово опаѓање. Едните ги земаат предвид миграцијските процеси, за другите тие се помалку важни за вкупните движења за демографската политика воопшто. Деновиве во Собраниската говорница на Република Македонија се бараше да не се манипулираат граѓаните, дека додатокот за трето дете се укинува, туку дека тој се унапредува со ефективна мерка која треба да даде ефекти од демографска политика. Тоа треба да значи дека за сите оние кои што го оствариле правото досега и оние кои што ќе го остварат правото во наредните 10 месеци по носењето на законот, за да може да го родат детето што веќе е зачнато, ќе го остваруваат правото уште 10 години по стариот закон. По овој период и понатаму ќе продолжи еднократната исплата за прво, второ и трето дете. Наместо да добиваат по 8.000 денари и граѓаните кои имаат доволно пари и се побогати, парите ќе бидат насочувани кон сиромашните кои вистински имаат потреба од оваа финансиска подршка. Во образложението на законските измени, министерката Царовска нагласи дека државата мора да ја менува политиката кога станува збор за наталитетот, бидејќи досегашните субвенции не ги дале очекуваните резултати.